Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денес директно го обвинија премиерот Христијан Мицкоски за перење пари, промоција и местење на два тендери вредни 780.000 евра. ВМРО ДПМН го нишанеше Стево Пендаровски, нарекувајќи го гласноговорник на поразената елита и криминалот. Додека семејствата на загинатите во Кочани немаат никаква поддршка од владата, додека болниците немаат никакви услови, исто и Кочанската болница е во тотален хаос. Додека во Македонија граѓаните едва и преживуваат, не можат да наполнат цела коштичка во маркет. Владата фрла астрономски суми. Анкети, спотови, слики, 780.000 евра, народни пари, за да се продава лажната слика на Мицкоски. Денес, кога државата има пример што не прифаќа ултиматуми, кога власта се врати кај народот, кога се брани националното достоинство, Стево Пендаровски станува загрижен, не за државата, туку за тоа што конечно нема кој да му даде фотелја. Неговите обвинувања за колосално промашување не се ништо друго, туку одраз на паника во редовите на поразената елита. Нека биде јасно, Македонија нема да чека нови уценувања за да стане членка на Европската унија, соопштија од ВМРО ДПМН.